Поштовани гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Главната тема за денешната емисија ќе биде актуелните состојби поврзани со сеидбата во Кочанско на Оризот. Земјоделците излегоа на предупредувачки протест со тракторите на неколку часа го блокира регионалниот пат кај Облешево за да укажат на проблемите со почетокот на сеидбата. Вода никако да стигне до нивите, требаше многу порано да почне сеидбата, седоци со сеидбата укажуваат дека ќе мора да се сеат сорти кои што нема да бидат подоцна барани на пазарот, бараат решение. Во меѓувреме, откако излегува на протест во Кочани им дојде и министерот со уверување дека вода ќе почне да стигнува до нивите и дека ќе се среди состојбата, а и хидролошката состојба давала позитивни сигнали дека нема да има многу одбивање на годинава за нивите. Каква ќе биде натаму состојбата ние ќе следиме, а сега за сега ќе ги пренесеме нивните ставови, нивното незадоволство од доцнењето на почетокот на сеидбата. Од друга страна бевме во Кавадаречко, таму пак на големо се спрема меѓународниот фестивал за оценување на производството на раки, нешто што станува традиција конечно и кај нас, иако во регионот вакви манифестации многу одамна се организираат, почна и кај нас, манифестации кои што се многу значајни за да се промовираат македонските раки и да се слушне гласот и на производителите како да излезат од онаа сива зона, како да се легализираат и да има повеќе легално производство на домашна ракија, да биде тоа се брендирано и да се работи на нејзина промоција, а меѓувреме на ваквите оценувања, на ваквите меѓународни надпревари да добијат соодветна сатисфакција за нивниот производ. Ако има некакви мани да им се укаже преку работилниците како да го подобрат својот производ, а ако се на добар пат да добијат и признание во вид на диплома или пехар. Имаме доста тука и стручни теми поврзани со периодот кој што е многу значаен за заштитата околу лозарството. Сега се ластарите во почетен развој, сега многу треба да се внимава кај лозјето, особено со ваквите временски прилики, со променливото време, а тука е и битката за добро производство на пченка, односно да се добие битката со плевелите. Бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Априлскиот мраз уништи огромен дел од родот на овоштарите во Преспа. Речиси целиот род на преспанските јаболка е сотрен од пролетниот априлски мраз, а најавниот повик на општина Ресен за штети врз земјоделските насади поднесени се околу 2400 барања од вкупно 2600 земјоделски стопанства. Практично сите активни земјоделци пријавиле штети. Димензиите на оваа земјоделска трагедија се уште поголеми ако се знае дека 60% од целиот овошен род во Македонија го сочинуваат токму јаболката. Пролетните мразеви повеќе од 100 часа ги држеа замрзнати овошките во Преспанско. Во Преспанскиот регион има околу 5000 хектари подовошни насади, а во најдобрите сезони реколтата е околу 120 до 150.000 тони на јаболка. Обезбедени се нешто повеќе од 2 милиони евра за обнова на инфраструктурата за наводнување и одводнување. Со оваа мерка, според Министерството, опфатена е целата територија на Македонија. Министерот за земјоделство заедно со директорот на АД Водостопанство потпишаа 18 договори за техничка помош за одржување на системите за наводнување и одводнување, за користење на средства од програмата за финансиска поддршка за руралниот развој за 2025, односно техничка помош за одржување на системи за наводнување и одводнување. Во Тиквешијата пак, подружницата на АД Водостопанство упати апел за совесност при користење на водата за наводнување до водокорисниците, особено до подединицата во село Виничани, кои што ја спуштиле вратата на каналот и со тоа предизвикале кинење на каналот и ја загрозиле безбедноста на жителите. Министерството за земјоделство со управата за хидрометеоролошки работи потпиша договор за финансиска поддршка во износ од 280.000 евра. Оваа активност се реализира во согласност со поднесеното барање на управата за хидрометеоролошки работи за инвестиционо вложување за санација на метеоролошките станици, како и трошоци за набавка на хардвер и софтвер за хидрометеоролошката опрема и радарските системи и набавка на мали метеоролошки станици. Оваа поддршка според министерот е многу значајна, бидејќи редовна и точна информација од управата за хидрометеоролошки работи ќе го заштити земјоделството од непогоди. Министерството за земјоделство на 54 здруженија им додели договори во вкупнет износ од 164.000 евра
за промотивни активности од областа на земјоделството и руралниот развој во Македонија, за организирање на локални манифестации и саеми. Целта на Министерството е да се поттикнат здруженијата да организираат повеќе локални манифестации, саеми, фестивали, каде што македонските производи ќе се промовираат. Освен храната, ќе може да се истакнат и мали фарми, производителите за другите. Токму ваков вид на настани ќе придвижат и домашната економија од сите региони во земјава, истакна министерот при доделување на договорите. Главната тема за денешната емисија од Кочанскиот регион. Таму земјоделците незадоволни од доцнењето на почетокот на стартот на есенската сејдба. Се уште вода не стигнува доволно до нивите, како ќе биде со редукцијата, какви се најавите од Министерството, дали ќе се исплатат 6 денари како дополнителна субвенција што се најавија, какви се проблемите со залихите кои ги имаат, сето од нивните излагања во емисијата Бразди. Погледнете ги. Па орис работам веќе 50 години. Иначе околу 3 хектара имам орис. Сега моментално ќе останам само со 3 декара, оно се одбиват. Годинава рекол дека ќе има помалку вода, ама каков е планот? Ќе има ли сразмерно некако кратење или како гледате на тоа кратење што го донеле? Они кажаа дека негде 50% ќе се одбива по сите села. Кај нас се одбива 100%. Пуштат тамо десната страна малку, ама тоа поле купено од чиновчани, чиличани, ние имаме тамо дали имаме 5 хектара, немаме. Оно е се одбиено. Мани тоа, ние сме од таа страна левата, не работи каналот веќе 30 години. Имаме тамо околу 5 хектара негде околу орис, тоа е одбиено веќе 30 години. Ајде одбиено, знаеме дека каналот не работи оно. Ама сега не, значи каза 100%. Кучино е одбиено 100%. Кучино во Ручево пред 20 години имаше лев систем за наводнување, тај го укинаа. По тај лев систем ни припаѓаа некаде околу 350 декари или толку 30. 350. Значи тие ни ги укинаа, значи таму немаме орис, нема ништо. Сега имаме тука 200-300 декара, ние и Борулчево има 200 декари, значи нас не тотално одвојуваат од системот за наводнување. Сега јас сакам да поставам прашање, ако нас не одвојат и ако не ни пуштат, ја од шо ќе живеам лично како индивидуален земјоделец? Од шо? Дали државата мене ќе ме обештете? Дали ќе ми плате придоници, дали ќе ми плате пензиско, здравствено? И ако ни искарам од тај орис приход, тоа ни е на основна дејност. И втора работа, ако не се сее, што може ние да ни каже премиеро или председател, тоа поле нема да биде орис, сејте го пченица или сејте го пченка. Ама тоа не успева кај нас, другар. Значи еден дожд се поплаве полето. Таа нива е за орис? Да, тие ниви се за орис. И втора, друга работа сега што е проблем, значи еден дожд ако дојде пороен сега, тие ниви се напунат вода. И ако посееш нешто се плува, јас имам 95-96 година одбивање на така имаше суша некој, одбија ги тие оризи, насејаме патлиџани, пипер, пролетни култури, заврна еден дожд се поплави. Ни тоа ми го обештетија, што го насеја, не ми обештетија за ориз, ни за ништо. Не само за мене. Општо зборам, ние сме некаде околу 2-30 индивидуални земјоделци, што живееме само од земјоделие. Имаше најави за сразмерно кратење на површините. Го чувствувате на терен тоа сразмерно? Ама не може ние да го чувствуваме, кажаа дека кочани таму што е, грдовци, мрдовци, не ги знам се. Нема да се сега таму се е посејано. Значи се е посејано. Значи нема беззаконие влада. Има ли на залиха лански ориз? Ќе се пролонгирали сега сеидбата, па ќе сеете сите ситни сорти, па и ќе има дополнително проблем? Вака сега да ти кажам, значи мојот ориз се е целио. Лани го предадев го оризо, таму кога најавува некои субвенции, до душа јас не сум заинтересиран за тие субвенции, нека ни дадат цена на нас на оризо. Реалната цена нека ни дадат. Ако ни е 28 динара производна цена, нека ни стават таму по 5 динара 6 за работувачка да не умираме како да ви кажам сега. Да имаме некоја основна заработувачка. Сега да ти кажам, ние сме многу луѓе тука од овај крај што останаме тука у Македонија да живееме, зашо? Детето работи зима 20-30 илјади, јас нешто произведам. Ориз крпеме некако. И затоа останаме у Македонија. Ако е така ситуација, сите ќе ги пакуваме торбите и ќе одеме. Нема што да правиме тука. Еве лично од мој аспект гледано, јас ви кажав како индивидуален земјоделец, ја како лично личниот пример. Не сум само ја, имаме многу. Селото Борулчево, сега нема најни представник, беа луѓето тука.
отидеа да си имат работа, треба да работат. Што ќе сееме ние, од што ќе обстанеме? Тие две села, еве, конкретно за тие. Орис, предпоставувам, цел живот. Цел живот од мој 13-14 години сум на трактор, од 75 година сум на трактор. Ама вака не бил. Ово е јутурско не е што викат старите дедо ми викаше јутурско и точно така јутурско не е било. Орис да остане да не го продадеме од реколтата на годината за до наредната сидба да остане ориз. Јас имам околу 30 тона останено ориз, дадов 52 тона. Јас имам пријавувам 35 декара, 3,5 хектара, а други ниви работам приватни луѓе што плаќам кесим. Јас плаќам од 2,5 до 3 динара кесим. А тие ниви што ги работам са на луѓе што са по странство, некои останали сами стари не може да работат. За нив ни субвенции ни ништо. За ни министер ни излажа. Тоа ми е зборов. Министер ни излажа, дајте го оризо на 26 динара, го дадо на предадена арпа. И рачунајќи 6 динара, дека нешто ќе се поклопиме, иако сме многу далеко од реколта 2023. 2023 реколта го дадо на 31 јануар 2024 39 динара. 39 динара, а сега го дадо 26 динара. Рачунајќи дека со тие 6 динара, па нешто не, тоа е па губиме, мали викам ај, те викат ни дело ово оно, а тоа е се лаж. Тоа е се манипулација на министерот со откупувачите. Тоа е нин договор. Сега најавуваат како што е касна сеидбата, сите ќе сеете ситни сорти, па и тие нема да ги сакат. Уште ќе се трупа. И за тоа ќе кажам, Министер рече дека ќе донесе семејски материјал. Ситните сорти да не ги сееме, ќе нема субвенции за нив. Роко на сидба се пробива. Ние едрите сорти кај нас лично за Уоблишу треба најкасно до 15-16 да ги посеем ако сакам да искара мај, за да искара, да. Оше недела време, а вода нигде нема пуштено, ништо не е спремно, мислам, не знаеме уопште кој полиња. Директор на водоснабдувањето си е направил план како што треба, кај еден од најшто ги разбира работите и што е заслужен за тоа, они му се умешаа, министри, сега да не ги именувам сите, наприја каша попара, да доа на тие луѓе концесионери што плаќат по 300 динара на државата, а некои не плаќат, имат козопирно, плате казна 500 евра, а посеят 200 декара. И јас ќе ја платам таа казна 500 евра да посеям 200 декара. Тие луѓе сега ќе сеат, ние ќе ги гледаме. А нашите ниви или сум ги купил, или дедо. Јас со дедо, ако сум наследил, што толку сум купил. Купил сум се со труд, со работ. И сега на тие да не може да земам ништо. Само и ово да ви кажа. Производната цена е 27 динара, ние го даваме 26. Ако он кажеше дека овие 6 динара нема да не следува на предадена арпа, ние не го даваме ориз. Иво лично јас не го давам ориз. Зашто да го давам 20? 30 тона, има ќе стои уште 50-60 тона. Ќе чекаме цена. Или цена, или нека стои. Па зашто да ставам само трошкови? Сега треба па да давам 5000 евра да земам репор материјали, ѓубриње, тоа да посеам. И дека ние само ден идем од дупка, ќе задужам, сега ќе идам кредит да вадам, да посеам нивите. Зашто? А оризо дома врапците и глувците го јадат. На други години сте фаќале од реките водата. Сега што се дешава со реките? Гледај сега, само да. Ние сме у Облишу, веќино нашето поле се сее од реките. Кочанска река и Брегалница. Масалница, што викаме ние, Оризарска река, ја фанеме, и Брегалница и Кочанска река. Сега Кочанска река, у градов вчера бе, вода има, у Облишо нема. У Облишо водата стои у реката. Не тече, стои. Фанаа кај Судо, фанаа кај Кочанско поле Слатина, у Облишо вода нема. Таа вода треба да се појачи за да добиеме ние вода. Вода нема. Кога снимавме пред месец дена, укажувавте дека ќе биде проблематична сеидбата годинава, ама не предпоставивме дека до волку ќе биде проблематична. Се искомплицира работите, кои сме веќе 6 мај, си тече времето, нивите уште вода не гледа. И тогаш кога бевме на лице место, таму кај прв пат вие дојдовте, што новинарите до сега немат дојдено, кажавме дека ќе имаме проблем. Ќе имаме проблем со сеидбата и се случи. Иако имаме уште поголем проблем со откупо, сега овој проблем ни донесе додатни проблеми и нерешливи. Уште нерешливи. Значи, браната вода има, предлог план има, не се спроведува. Така да нешто несвојствено е за една институција и за држава,
за да не може да си го планира производството. Значи ние сме да произведуваме. Плано за сеидба. Други години имало кога имало редукција, ама се имало ред и крај. Роко на сеидба. Ние не го определуваме. Сортите, временските услови го определуваат. Ние имавме идеални временски услови сега за да почнеме со сеидба. Протечните води отидоа. Сега немаме вода. Сега имаме план донесен на кој не се пушта вода и таму кај што се протечните води се фаќаат во површини кај што не се со планот за наводнување. Сега ако Министерството за животна средина, ако излезе на терен денеска, треба да види дека реките, брегалници се испод минимумот што треба да го имат реките. Што не е дозволиво за една животна средина кај што се уништува и она. Меѓутоа, тоа е работа на инспекторите за животна средина. Нашиот проблем е зошто 6. мај ние сега немаме се уште вода во оризовите полиња. 6. мај е крајниот рок за завршување на сеидбата на крупните сорти, каде што и министерот за земјоделие кажа дека ќе даде приоритет на тие семења и дека ќе ги субвенционира. Сега ние ќе бидеме принудени сите да одиме со оние ситни сорти на семе, каде што ниту пазарот ги сака, ниту откупувачите ги сакаат. И сме доведени, тоа е веќе проблем кој ќе не доведе во октомври месец, навистина нема да може да го решиме. Тогаш не знам што ќе правиме, бидејќи ниту откупувачите го земат, ниту пазарот ќе го прифати. Денеска излегува на протест предупредувачки оризарите. Главно барање им е што е сега? Да се стави ред со водата, што е главното? Ова е предупредувачки штрајк. Барањата почнуваме од првата средба кога бевме кај премиерот, ја враќаме назад. Тоа е средбата каде што оризот требаше да биде ситните сорти 30 денари, крупните 35, каде што се сложија и откупувачите, и премиерот, и ние кои земјоделци. Знаеме потоа дека не стоја на зборот од купувачите. 6 денара беше за нив дадено на извезена арпа, после ги дадоа кај нас, кај земјоделците, со тоа што тие 6 денари беа дадени на производна цена од 27 денара. Толку не кошта нас производната цена на оризот, на оризовата арпа. И 6 денара да имаме некаква реална цена од 33 денара. Меѓутоа, откупувачите си го направија своето. Тие симнаа за 10 денара скоро симнаа цената и сега, ако отидеме да бараме да ни откупат ориз, тие не го откупуваат, меѓутоа према рандаманот кој повторно кај нив како варира, они си знаат, ние тражевме тоа да си тргне да нема рандаман, према рандаманот тие го зимат од 22 до 25. И овие 6 денара кои ќе ги додадеме на 22-28, значи ние сме скоро испод производната цена на оризот. Тоа е еден проблем. Другиот проблем е што планот, предлог за сеидба мораше водата да почне да 15 април како што е планирано да биде во полињата ние да сега да работиме. Ние сега 6 мај не можеме нема да можеме да ги посееме до 15 мај. А позади таму што имаме некои површини што ги збориме, тие веќе ќе не фани и 1 јуни. И тоа е проблем веќе и за нас како земјоделци и за оризо како култура, бидејќи доколку после октомври, таму месец кога она ќе има восечна зрелост, ако немаме топли денове, ќе нема да можеме да ја жнееме. Едноставно оризо не може да се оплоди, не може да има покрај рандамана нема. И тогаш е уште погоре. Значи ние оризарите оваа година се содруваме само со проблеми. Никога да поканеме новинари да кажеме еве за добар проблем се јавуваме, решен проблем еве за убава работа, ние се сеќаваме само за овие лоши работи и стварно се лоши. Производството ни е катастрофално. И институциите, само да кажеме дека институциите во државата, доколку тие не поведат ред, ние како земјоделци не сме могли. Ние не можеме сега да сами да име да фаќаме бент на брегалница, сами да пуштаме водата. Затоа бараме од државата да си направи ревизија на институциите и таму кај што тие се надлежни да излезат во сусрет на земјоделците. Каква е состојбата, министре? Дојдовте на терен да се уверите лично со проблемите што ги истакнаа земјоделците околу почетокот на сеидбата на оризот, кои се вашите информации, што очекувате оваа средба со земјоделците? Добро, утрово добив информација дека имало некако незадоволство околу почетокот на сеидбената сезона во делот на оризопроизводството. Денеска сум овдека повторно, по не знам кој пат, на уште еден состанок со оризопроизводителите во делот на наводнување, односно сезоната за наводнување и почетокот на сеидбата. Со мене денеска заедно и директорот на АД Водостопанство, кој што е практично надлежност на пуштање на водата до оризовите полиња. Она што до сега беше хидролошката состојба, имаше потреба за одредени, да речеме,
прилагодување согласно хидролошката состојба, и тоа она што утрово исто така го добив информација од директорот на управата за хидрометеоролошки работи, дека во наредни денови ќе имаме интензивни врнежи, што значи дека хидролошката состојба далеку ќе се подобри. Заедно со директорот денеска ќе поразговараме со земјоделците, бидејќи од нивна страна имаше барање за оние високите зони или песокливите површини да бидат практично ненасејани со ориз, а се останатото да биде покриено со вода. Информацијата која што и со директорот разменивме утрово е дека водата уште денеска ќе биде пуштена за да може да се запазат оние оптимални рокови. Согласно науката вела дека до 15 мај треба да се заврши сеитбата. Така да во делот на она што значи поплавување на површините со вода, очекувам дека нема да има проблем. Земјоделците треба да бидат спокојни, заедно со директорот им го соопштиме денеска на земјоделците. Кажу дека на терен се случува баш бузук. Кој кај сака зафаќа вода, не се оди баш по редовно првичен план. Дали е во опција да се поиде на терен, па дури ако треба да се интервенира негде со полиција да се воведе некој ред? Она што го има направено директорот на АД водостопанство е да се стави ред во делот на упад во системот за наводнување, затоа што представува кривично дело кога ќе се упадне во системот за наводнување. Тука ги ставам сите оние кои што ќе сакаат или ќе се обидат да направат такво нешто. Капацитетите на подрачната единица, односно на подружницата бригалница ќе бидат зајакнати во овој период, се со цел да има правилно користење на водата. Тоа значи сите правни субјекти кои што би користеле вода и за нив истите правила треба да важат. Остана недумица кај земјоделците за 6 денари. Може да бидат спокојни, ќе ги добиваат, каков е планот? Минатата недела беа исплатени практично првиот рок кој што беше офатен за предавање. Некаде околу 761 корисник добие по 6 денари дополнителна подршка преку интервентниот фонд, односно сума некаде околу 50 милиони денари беа исплатени. Ветувањето е дека мерката ќе продолжи да важи и во наредниот период, бидејќи барањето беше парите мора да ги добијат во екот на сеитбата за да имаат пари за припрема, така да првиот дел од ветувањето е исполнето, мерката ќе продолжи да важи и во наредниот период се со цел да она што сме го ветиле практично им помогнеме на земјоделците. Минути предвидени за блокот стручни совети, во нив акцент ставаме на превентивната заштита во лозарството, која што е многу значајна во овој период од годината, но и битката со плевелите за производителите, оние кои што ги се одлучат да произведуваат пченка. Во вториот дел од емисијата Бразди посветуваме време за Кавадаречкиот регион, каде што се подготвува меѓународниот надпревар за раки, секако вид на раки, лозовата, овошните други раки, ќе има меѓународен надпревар. Сите кои што сакаат да учествуваат можат да испратат мостри, а кои се деталите како да испратите мостри да учествувате на овој надпревар, погледнете во престојната репортажа. Како здружение кое што се занимава со негување на традицијата на производство на раки и вина и на културата на дегустација и на конзумирање на овие раки, како здружение работите активно на промоција и зголемување на квалитетот на произведените дестилати. Која година поред ја организирате оваа манифестација која што веќе станува и меѓународна последниве години? Оваа година веќе по трети пат ја одржуваме оваа манифестација во организација на Сдруженијето ЖТ македонски ракијари, бидејќи во Сдруженијето ЖТ учествуваат не само производители на ракија на ЖТ, кој што е наш препознатлив македонски тиквашки бренд, туку и производители од другите региони, овоштарски региони на Македонија, кај се произведува и слива, и кајсија, и дуња, и цреша, и јаболка. Така да ова година веќе поред овој трет меѓународен фестивал кој што добива се повеќе и повеќе на публицитет и е на пат да прерасне во еден од најголемите фестивали во Македонија за оценување на жестоки пијалци. И оваа година ќе имаме огромен интерес. Повикот за прибирање на мостри е објавен. Традиционално досега беше 24 мај, бидејќи 24 мај негош на работен ден и на баре и на останатите учесници го помеживме терминот, така да ова година главната завршната свечаност ќе биде на 21 јуни, додека прибирањето на мострите ќе биде до 31 мај. Ќе пуштени се повици во Македонија, во Србија, во Босна, во Хрватска, во Бугарија, во Романија, во Полска, во Словенија, така да очекуваме нејавени се учесници од сите овие држави, очекуваме преку 400 мостри да пристигнат. Одсудвањето ќе биде негде од 3, 4, 5, 6 јуни, кога ќе биде 11 члена меѓународна комисија и тоа што е битно да го истакнеме, значи која е меродавноста на комисијата, бидејќи тоа се меѓународни оценувачи со сертификати
кои се овластени за тоа, значи не се собрани пијачи, да ги речеме така, но тоа се овластени луѓе, овластени сертификатори, овластени оценувачи, кои што органолептички, соодветно на критериумите кои што ги има, ги оценуваат ракиите, тоа се слепи проби, шифрирани, после тоа се администрира, се сумираат резултати на 21.6 ќе биде завршната свечност кај ќе бидат прогласени победниците. Значи, ова година исто имаме оценување во повеќе категории, почнувајќи од лозова бела, лозова обоена 3 години, лозова обоена над 3 години, сливови ракии, јаболкови, овошни, останати, доколку има во една категорија повеќе од 7 мостри, се формира посебна категорија, специјални ракии, travaрици, джинови, тука се познати повеќе словенците по производство на тие джинови. Така да ќе има учесници од сите овие држави, од Македонија, од Србија, од Босна, од Словенија, од Косово и Метохија, од Романија, од Унгарија, од Полска. И во текст прибрањето на мостите, така да очекуваме да се биде во најдобар ред. И комисија ќе биде меѓународна, ќе имаме комисии, членови на комисијата од Србија, Маđарска, од Унгарија, од Босна и Херцеговина, од Македонија, од Србија. Така да тоа е навистина меродавна комисија која што знае што оценува и знае да влијае со своите совети понатаму на тоа како треба да се подобри квалитетот на ракијата. Бидејќи кај нас е факт дека се произведува ракија. И тоа со години. Со години се произведува, ракијата е традиционален производ кај нас. Меѓутоа, тој проблем долгогодишен кој што го имаме, а кој што ние како здружение сакаме да го решиме, токму е тоа да на некој начин се стави во некој канал, во некој ред производството на ракија, бидејќи сега се произведува не само во Кавадар, се произведува секаде, во Беровско, во Дочевскиот регион и во други региони. Цела Македонија. Во цела Македонија, тоа е факт. И таа ракија дали ние ќе го решиме проблемот или не, проблемот ќе постои додека не го решиме. А на пат сме добар, сега имаме добра институционална соработка со Министерството, бидејќи многу малку фали да се реши овој проблем. Че тука не е проблем сега дека имаме ние десетина регистрирани дестилерии, законот е таков, овозможува. Меѓутоа проблемот е во тоа што имаме 90% луѓе кои што имаат насади, кои што традиционално произведуваат ракии, меѓутоа не може тоа да биде единствено занимање, бидејќи со 2500 литри ракии како што е постојниот закон не може да екзистира. И сега наше инсистирање, токму иницијатива и на ова здружение ЖТ македонските ракијари, бараме да се направат тие измени во законите, кај што многу малку фали да тоа се регулира, да се направи тој единствен регистар на земјоделски производители како дополнителна дејност, да може да го обавуваат. Како традиционален производ лесно е да се добие тогаш дозвола од Агенција за храна и ветерина со соодветни проверки на квалитетот на производот, Царинската управа да издаде акцизни маркици и да тој производ, управа за приходи, тоа го третира како приход со нормирани трошкови, во центар регистар да се регистрира како физичко лице и да на тој начин се реши проблемот да се легализира производството на ракија во Македонија за секојаш, бидејќи касно е сега да правиме ние некои, не знам, прохибиции и такви некои работи, бидејќи додека не сме влезени во Европската унија, треба на овој начин да го решиме. И тоа е наше залагање. А на овој начин, преку овие меѓународни фестивали, кај што учествуваат и регистрирани хобисти, мали производители кои што сакаат да се промовираат на пазарот и сакаат да нивната ракија биде застапена во рестораните, во хорека сегментот, ама да биде тоа легално, да се пише дека таа ракија на тој со соодветен квалитет, со сертификат, со акцизна марка, со бандерола, каде што и државата би имала чар, тоа би били дополнителни 6-7 милиона евра, дополнително од акцизи и од персонален данок и луѓето би консумирале безбеден пијалок. А токму преку овие фестивали сакаме да направиме уште поголема промоција, анимација, анимирање на луѓето да продолжат со таа традиција, меѓутоа и да ја стават во каналите да сакат луѓето да си бидат легално да тоа се работи. Факт е дека традицијата кај нас постои за производство на ракии во сите региони. И сите региони имаат и свои специфики. Кои се за сите што сакаат да учествуваат на оваа дегустација, кои се основните предуслови? Каква треба да биде ракијата, како да се испрати, како да учествуваат, како да добијат, што ќе добијат на крај ако учествуваат во таа манифестација? Некој што дома си пече ракија, дали може и тој да прати едно шише две за оценување? Може, значи тука може би ракијари, дали треба да биде регистрирани? Не мора, мали производители и хобисти кои што имаат волја, имаат интенција да прераснат во производители, меѓутоа сака да се регистрираат нормално, меѓутоа сака да се провери докаде е со својот квалитет. Нормално дека комисијата тој може да прати било каква ракија, меѓутоа комисијата е таа која што е меродавна, која што се навистина верифицирани во тоа да имаат осет органолептички, да осет дали е тоа права ракија или не е права ракија. Имаат систем на бодување, каде што од толку бодови се добива, не знам, бронзена, сребрна, голема златна медалја, да види докаде е со тој квалитет, така да утре ако излезе во сегментот на хорека да снабдува и да продава, секој дека добива диплома, добива медаља, добива пехар за освоено прво, второ или трето место
и веруваме дека тоа нема му значи, бидејќи со тоа тој покажува дека неговиот производ има некој квалитет и да биде тој верифициран. Од друга страна ако има некои недостатоци ќе добие препорака, кои му се недостатоците? Токму тоа, значи тие после тоа организираме и работилници на кои што професорите активно учествуваат заедно со производителите, на кои што укажуваат на евентуални недостатоци, мани, на подобрување на квалитет на производство, што може да се употребува, што не сме да се употребува, како да се зрее ракијата, така да тоа е навистина цела наука и ние како традиција го имаме, меѓутоа традицијата мора понекогаш да биде пратена и од современите научни текови и сознанија. Се во интерес на тоа да добиеме што подобар, што поквалитетен производ и да тој производ биде препознатлив, поготово за тиквешијата, за Македонија со нашиот бренд жата ракија, да речеме, меѓутоа и со останатите ракии кои што во Македонија се произведуваат. Кои се основните некои граници? 42 степени, препек, тоа значи нешто или може да праќа секој каква сака? Може да праќа, меѓутоа препорака на комисиите обично тие не оценуваат, не сакаат да оценуваат ракии со алкохол повеќе од 45 степени. Значи од 40 до 45 степени е препорака на тоа и тоа го дава како сугестија. Тоа треба да биде назначено исто на кој ќе се праќа? Да, кога се врши дегустација се кажува единствено дека е тоа пример лозова бела година производство 2022, алкохол 42 или 43 степени. Тоа е, друго ништо. Дегустацијата е слепа, шифрирана, после тоа се сумираат резултатите, меѓутоа препорака на комисијата е да алкохолите не бидат повиски над 45 степени. Имате лица за контакт, имате Facebook страна, каде може да најдат, како да пратат мостри, како да идат текот? На нашата страна Сдружение Жата, а и постојат повеќе сајтови на меѓународни фестивали на ракија, каде што се објави нашите позиви на македонски, на српски, на хрватски, на словенски, на бугарски, на сите јазици, така да луѓето се запознаени со тоа. Повторно ќе ги обновиме по виците, веќе имаме информации дека мостри се прибираат. Имаме назначено кои се лица за прибирање на мострите во Македонија, во Србија, во Босна, во Косово и Метохија, во Србија, во Словенија, така да има канали како да се има канали или евентуално и карго, меѓутоа тоа е последна опција, така да обично преку нашите контакти што ги имаме. И стои таму какви препозиции, што да пишува на шишето? Да, пишува. Сорта на ракија, година производство, алкохол, производител, мејл, телефон, тоа. После тоа тие се шифрираат, се претурат во други шишиња, комисијата си ги оценува. После завршување на оценувањето, резултати се сумираат, се упаруваат шифрите со резултатите, се прави билтен, се објавува билтенот јавно на Facebook на страницата, се прачи до сите овие меѓународни фестивали, секој да се види и сите заинтересирани кои што сакаат да дојдат тука да учествуваат на 21.6 ќе бидат поканети да присуствуваат на свечениот чин, на прогласување на доделување на победниците по категории. Оваа манифестација станува полека традиционална, трета, четврта година имате поддршка институционална, како иде? Имаме поддршка и од општината и од Министерството за земјоделие, бидејќи тие препознаа дека ова е фестивал кој што навистина е во интерес на производителите, во интерес и на тиквешијата, во интерес на цела Македонија и наша цел е натаму да го шириме уште повеќе, да го популаризираме, веќе е популарен и станува се попрепознатлив, така да и постојано пристигнуваат и пораки како да испратиме мостри, не знам, од некое место, од Хрватска, кој е каналот, каде негош имавме ланска година најава учество од Грција, меѓутоа беше проблем логистиката како да тоа го донесеме. Нажалост беше фатен овој со акцизна роба и со цигари по му беа земени мострите, меѓутоа тоа е тоа. Така да и ова година очекуваме преку 300-400 мостри да пристигнат и да се изврши оценувањето, а на 21.6 здравје да бидеме сведоци и да присуствуваме на еден свечен чин кој што ќе бидат доделени наградите и признанијата. И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кој не следевте. До следната емисија имате пријатно неделно попладне.